Чест ми е одново да ви посакам добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на нашата попладневна програма. Како и секој пат со задоволство ги подготвуваме нашите теми и нештата за кои што сметаме дека е вредно да посветиме малку повеќе внимание, да ги поставиме прашањата кои што вие ги имате и сите ние ги имаме, меѓутоа на оние лица кои што можеби директно и подобро и стручно можат да ни ги одговорат. Кога станува збор за денешната тема, нашата пандемија и ситуацијата во која што сите ние се најдовме, тоа е нешто кое што не засега буквално сите без исклучок. Меѓутоа, веројатно нештото по кое што се разликуваме е начинот на кој што ја прифаќаме таа некоја нова реалност, новите правила според кои што треба да функционираме и сето она што го превземаме или можеби не го превземаме, да се чувствуваме максимално добро и максимално заштитено во вакви услови. Никој не вели дека од една страна е лесно, меѓутоа пак веројатно тоа на крајот од денот е поврзано со нашата желба, нашиот ентузијазам и силите едноставно и енергија која што ја вложуваме се со цел да бидеме во една подобра состојба. А кои се тие, така да речам, алатки кои што можат и треба да ни помогнат да ја задржиме добрата кондиција на нашиот ум и ведрината на нашиот дух? Веројатно во овој период малку повеќе подразмисливме за нештата кои што во таа смисла не хранат. Можеби по некој пат да знаеме да ги потцениме нив и нивната моќ, меѓутоа како што реков, новите услови веројатно не донесува во една таква ситуација за малку подобро да размислиме и можеби да го смениме пристапот кон одредени нешта. Ќе ми биде задоволство за сите овие теми и прашања да разговарам со двајцата мои денешни гости, со сосема различна професија, но пак ќе кажам овие нешта ги тангираат и не тангираат подеднакво. Ќе им посакам добри дојде во студиото на почитуваниот професор доктор Јовица Угриновски, кој што е специјалист по неврохирургија и јас би рекла добро познат на јавноста, дека е отворен секој пат би рекла да зборува за вакви теми, отворен да го каже сопствениот став и мислење. Добре дојдовте. Добар ден, добро нашо. Ви благодарам што сте овде и ќе посакам добри ден на маестра Бисера Чадловска, која што во моментот е на позицијата уметнички раководител на операта при Националната опера и балет. Човек кој што јас така велам доаѓа од сцената, меѓутоа сега сцената ни е стопирана, па имаме доста теми поврзани со тоа, но најнапред добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Ви благодарам уште еднаш за присуството. Ќе почнам со она прашање кое што некако природно ми доаѓа да го поставам и на најблиските и на оние кои што после подолго време ги гледам и оние кои што ги среќавам. Во каква состојба се наоѓате сега вие лично и дали, да речеме, ја прифативте големата промена која што ни се случила, прифаќањето подразбира и прилагодување соодветно на новите услови? Кога немаш избор, прифати го тоа што го имаш. Кога имаш избор, избери тоа што мислиш дека е најкорисно за тебе. Во моментот немаме избор. Во војска, во ЈНА, кога служев, вика, кад нешто мораш, буди доброволец. Кога нешто мораш, биди доброволец, полесно ќе ти биде. Не можем да кажам дека мене, како и на вас, ни е сеедно за овој начин на живење кој што го имаме сега. Потполно одстапува од нормалниот начин на кој што сме биле навикнати. Јас сум бил навикнат да своите пријатели ги прегрнам, да се ракуваме, да седнеме на утринско кафе, да се видиме барем на 3 дена еднаш на вечера и така натаму. Мојот најдобар другар, јас го немам видено 4 месеци. Нели? Тоа е неминовност. Тоа ни е ново наметната ситуација. Сега, зошто е тоа така? Зошто го правам јас тоа така? Немам намера да давам совети вечерва. Веројатно совети им се преку глава на граѓаните, на вашите гледачи. Меѓутоа, јас ќе кажам како јас правам, за да ми биде полесно и да се запазам себе си. Прво го правам од егоистични причини, да се заштитам себе си. Ако се заштитам себе си, индиректно ги штитам, ја штитам мојата фамилија, моите деца, мојата сопруга.
ако нив ги штитам, и ако сум јас незаразен здрав, ги штитам и моите пациенти, ги штитам и моите колеги и ја штитам целата околина со која што доаѓам во допир. Истиот таков однос, таков фер однос, го очекувам од вас. Нели? Ако вие се заштитите, ќе ме заштитите и мене, јас сутре ќе бидам здрав и жив, да можем да, не дај Боже, да ви помогнем. Нели? Тоа е формула. Заедно учествуваме во Тоа е тоа. формула. И сега, ако јас не ги почитувам мерките, затоа што се правам храбар, нели, навидум храбар, не е фер према пилјарот каде што ќе отидам да купам леп. Не е фер према пазарџијата, не е фер према докторот кој што ќе го инфицира. Дали граѓаните можат да замислат што би се случило кога одеднашка 1000 доктори и медицински сестри би биле заразени? Дали можат да си направат компилација во праксата својата вели глава? дека веројатно малку ни е тешко тоа да си го визуализираме, ако треба да заклучиме според односот кој што го има. Да. Или замислите 1000 пекари во моментот да се инфицираат. Ќе останеме гладни, ќе мора дома да месиме леп. Последиците ќе бидат Значи, потешки. вие убаво рековте во воведот. Пристапот. Многу е битен пристапот. Како јас пристапувам кон нешто. Ова е криза, ова е факт и треба да излеземе. Не е пандемијата, не е проблем. Сите викаат пандемијата бил проблем. Пандемијата воопшто не е проблем. Пандемијата е факт. Кога нешто не можеш да промениш, не е проблем, тоа е факт. Каде е проблемот? Проблемот е како да се справиме со пандемијата. И тоа, јас сега треба да чекам вие да се справувате со пандемијата, а јас ќе седам на страна. Тоа така не функционира. Нели? Да видиме каде е мојот допринос во тоа. Постои само една земја на светов каде што нема корона инфицирани. Добро. Северен Виетнам. Само таа земја е неинфицирана. Зошто? Веројатно, Прашам, односот нека се запрашаат гледачите, пошто се заинтересирани, нека се запраша зошто во Северен Виетнам нема ни еден инфициран. Зошто во Маурициус, островска земја која што беше заразена, земја која што живее од туризам, главен начин на преживување е шеќерна трска и туризам, 2 месеци и пол, 2 месеца скоро нема ни еден случај од коронавирус. Затоа што ги почитуваат мерките, затоа што ограничија движење, не примаат, затворени им се границите. Единствен начин се прилагодуваат практично према на ситуација. ситуацијата. Еве би се рада да слушнеме како изгледа вашето лично предсе прилагодување на новиот животен тек. Моето лично прилагодување изгледа слично како и вашето, секако, со само заштитување на мене и на мојата фамилија, се разбира, со тоа што ќе се заштитам прво себе си. Но во уметноста е тоа, посебно во музичко-сценската уметност и театарската, заштитата значи едноставно да не работиме. Блокада на прозорот. Значи, ние сме тотално стопирани, застанати. Невозможно е да се изведуваат театарски представи, опери и балети во стандардната смисла на зборот, како што до сега сме научени да ги гледаме, а да нема контакт и да има дистанца од 2 метра и да се изведуваат со маски. Да. Со ова не сакам да кажам дека ние им пркосиме на овие сегашни правила, да ги наречам, кои што мора да ги следиме, бидејќи навистина се факт, како што рековте. Меѓутоа, еве сега, после 4,5 месеци, скоро 5, ние ќе се обидеме за прв пат да се вратиме на нашите работни места, меѓутоа со сосема нови правила и со изведување на строго концертни изведби, бидејќи друг избор немаме и ќе мораме да се прилагодиме, се додека ситуацијата не стане подобра и да можеме театарските представи да ги изведуваме на нормален начин како што се изведуваат. Така да сега во моментов
се подготвуваме да почнеме со проби за годинешно во Охридско лето и тоа ни е предизвик, морам да кажам, на целата дирекција на опера и балетот, бидејќи за секој учесник кој што треба да настапи, треба да се обезбеди соодветно место на кое што ќе седи сам, значи да има доволно простор, да има доволно дистанца. Тие што можат, тие што смеат да носат маски да носат, тие што не можат, секако дувачките инструменти не можат да носат маски бидејќи нема како да свират. Така да, еве сега се соочуваме со тоа, мораме да го решиме некако, бидејќи инаку ќе ни застане дејноста. Да, не смееме тоа да го дозволиме. Да, јас тоа сакав да прашам, значи некои дејности, некои професии воопшто не се ни прашани, значи продолжуваат да работат со истото темпо, таква е природата на нивната работа. Да. Некои други се прилагодија, да кажем, извршувајќи ги своите обврски од домот, или правејќи поинаков распоред на вработените и така натаму, сепак постои начин побезболно да се изведе. Ама пак ќе кажам, сцената е директно погодена, не само самиот настап, туку вие не можете да одржувате проби и така натаму. И сега кога сте вие диригент, кој што треба да излезе на сцена, а практично сте спречени тоа да го правите, ме интересира како вие ја доживеавте таа нагла промена, заради тоа што вие само до пред неколку месеци редовно бевте на сцената и најнаш преку ноќ тоа се стопира. Значи таа Јас сум човек кој што не застанува. Тие што ме познаваат, вие сте соработувале со мене, вие знаете дека јас сум во театар од сабајле работам една работа, вечерта доаѓам на представа или да диригирам или да ја гледам представата. Значи мене ми е толку тоа под кожа влезено, што јас не можам да си го замислам животот без да ја работам мојата работа. И сега ова ми паѓа многу тешко. Не само мене, него на сите мои колеги со кои што сум разговарала. Значи уметноста е една работа, не велам дека и другите работи не, меѓутоа е една работа која што навистина со многу љубов и со многу емоции се работи и се доживува. Така да нас не ни е воопшто лесно во овој момент. Не само нас, него и многу големи куќи, оперски, балетски и театарски во светот се затворија. Значи, кога ќе размислите дека најголемата оперска куќа во светот, Метрополитен, која што важи за едно неприкосновено нешто во светот на музиката, е затворена во моментов сосема. Луѓето што беа вработени таму се вратени назад. Значи, јас читав приказни во кои што концертмајсторот на Метрополитен, кој што едва и положил аудиција и не знам низ какви се филтри не поминал, сега е приморан да се врати во некое мало градче во Америка од каде што потекнува и да живее во празната куќа на тетка му, бидејќи нема каде да живее и бидејќи не работи веќе. Да. Реков, драстични се промените. Да, кај нас е навистина драстични. Можеби во вашата професија не е толку, бидејќи вие секогаш пациенти ќе имате и ќе морате да работите. Меѓутоа за нас е навистина тешко. Мислам дека истата формула важи и за вас. Во секој случај, да. Ако вие сте група, 40, 50, 60 души. Ако секој од таа група ги почитува правилата, се предпоставува дека доаѓа здрав на проба. Шансите да пренесе или да се инфицира се минимални. Да. Нели? Значи, Така е, да. Јас работам со 50 на колеги, денеска сум се видел, и сестри, и инструментарки, и уште 50 пациенти. Предпоставката, ако секој од нив ги почитува мерките, јас сум безбеден. Не разбирате? Така е, да. Значи, апелот е до секој поединец. Не може јас да очекувам вие да ги почитувате мерките, а јас да не ги почитувам. Тогаш е ефектот нула. Предпоставката да сите, ако ги почитуваме мерките, можноста за зараза се минимална. Исто како да скршите нога, да се лизнете на тротоар и да скршите нога. Сега еве ќе цитираме на изјава на португалски политичар, па на ваш јазик практично ја дава изјавата и вели: коронавирусот е рентген кој ги покажа скршениците во костурот на нашите општества. Да. Би се согласиле со оваа изјава? Да, апсолутно. Апсолутно. Оваа пандемија, која што јас велам мораше да ни се случи или требаше да ни се случи, од која што на жалост човештвото нема да извлече поука. Таква е констелацијата на цивилизацијата, покажа многу слабости.
Реакцијата која што следеше беше закаснета на секоја етапа по барем месец дена. Кина месец дена закасни со објавување на епидемијата. Светската здравствена организација уште месец дена закасни да прогласи опасност пандемија. Државите, владите, нели оние за кои што се очекува да први реагираат, закаснија уште по месец дена и направија шаренолико реагирање. Шведска се отвори, Џонсон во Британија викаше нема епидемија, па отиде у болница у интензивна нега. Трамп во Америка не признаваше маска до вчера, завчера, кога прв пат стави маска, и тоа створи конфузија. Нели? Створи конфузија и кај мене како медицинар, како лекар со искуство. А замислите сега еден лаик, кој што од денес слуша, го слуша Трамп, ово, слуша, шта ја знам, у Шведска дека ќе се противни ставови, противни ќе се ствара колективен имунитет, нели? И направи конфузија. Да. Моментот дека човекот со својот однос према самиот себе, према околината, према природата, према земјината топка кој што треба да ни биде дом заеднички на сите, на некој начин ја предизвикал оваа ситуација. Да. Исто така го сметате за вистина? Јас го читам дека и јавните мислења на луѓето генерално не е убаво да сме негативни, но има такви кои што ете го искажуваат сопствениот став дека ние луѓето ова го заслуживме. Ние луѓето ова го предизвикавме. А со самото тоа што сме го предизвикале, ние сме го заслужили. Сме го заслужиле нешто кога ќе добиете, јас велам, кога ќе добиеш бокс по муцка, по уста, праше се дали си го заслужил и нека ти биде наравучение. Ние сега сме добиле пацка, во моје време ги вика чврги или пацки. Човештвото доби пацка. Последна опомена. Да се освестиме и да видиме каде сме, што сме направиле и зашто сме направиле. Да сме направиле нешто со потреба, пеки, се согласувам. Потпуно непотребно. Потполно непотребно. Ништо што битно не влијае во мојот живот, ние сме го направиле на планетата Земја за да ја уништиме. Ниедно животно, ниедно, ви цитирам, ги имам дома и ги гледам, ниедно животно не го уништува домот каде што живее и од кој што зависи. Само човекот. Немаме резервен дом, немаме друга планета. Овде треба да живееме. А се однесуваме спротивно на тоа. Загадувањето, пестициди, хербициди, дезодоранси, непотребно, дезинфициенси, сапуни, детергенти, непотребно. 15 пати нема рационална потреба да ги мијам рацете 15 пати. Нема рационална потреба да се туширам, да се бањам со шампони, со сапун 3 пати дневно. Нема рационална потреба. Сето тоа каде оди? Оди во вода, оди во воздух, оди на тлото. Вирусот не му текнало одеднашка, ајде сега ќе мутирам. Никој тоа не го прави. Он бил приморан. Он бил приморан, бидејќи со децении сме го напаѓале. И не се однесува само за овој вирус, тоа е и за секоја бактерија, и за секој друг вирус, и за секој животно. Ако вие напаѓате нон-стоп некого, па очекујте дека тој еден ден ќе ви возврати. И сега човекот од напаѓач постанува да се брани, нападнат. Сега ние се браниме. Како се справуваме со таа позиција да се одбраниме? Да речеме, ајде да ги дадам најспротивните примери. Имаме меѓу нас такви кои што од одредени причини потрезвено, посмирено и со не толку голема доза на шок ја прифатија промената, велиме, тоа е фактичка состојба и мора да се прилагодиме. Другата крајност се оние кои што добија чувство на паника, чувство на несигурност и страв што ќе биде утре. Има дури такви кои што можеби се соочуваат со депресија и со драстично оттежнат
тоа секојдневие заради сите промени кои што мора да ги направат. Тука веројатно некаде се отвори прашањето за латките, јас така ги нарекувам, како да си помогнеме за да ја задржиме нашата ведрина, нашата кондиција на умот, позитивен дух, и тука директно некако се сетивме на уметноста, на музиката, па сфативме дека добрата музика, убавиот пишан збор, добриот филм и така натаму можат многу да ни помогнат. Како вие гледате на целата оваа ситуација? Дали го чувствувате тоа дека можеби луѓето се освестуваат колку тие нешта им се важни, а можеби во многу мала доза им биле дел од животот? Знаете, кога нешто ќе му одземете на некого, ќе свати колку тоа му недостасувало во животот, или кога нешто ќе изгубите, тогаш ви станува јасно. Многу мал дел од луѓето знаат што всушност имаат во животот и колку добро живеат. Сме требале да бидеме свесни за тоа предходно. Сега веќе на сите почнува да им недостига уметноста, театарот, не знам, Така е, слушам киното, работи филм. од типот од луѓе што предходно не стапнале во театар. Ако треба дури во театар ќе отидам сега, само за да да. Добро, тоа е веќе, јас би рекла поразителна изјава. Поразителна изјава е, да, меѓутоа на сите ни недостига нормалниот живот Животен кој што тек, сме да. го имале предходно. Мислам дека треба малку да си ја чукнеме главата и да подразмислиме зошто сме се однесувале така здраво за готово сме си ги земале работите. Дека тоа секогаш ќе биде тука, нештото, било кое, и ќе не чека и само ќе треба ние да дојдеме и тоа едва ќе чека ние да сме тука. Мислам, и работата, и луѓето околу нас, и нашите пријатели, љубовта, се сме земале здраво за готово. Сега би требало да ни е јасно дека тоа не е така. И дека убавите работи во животот сега во моментов не ни се така достапни како што ни биле порано. Да. И можеби ќе сватиме дека треба поинако да се однесуваме. Да, и да ги негуваме. Тука се отвара прашањето на она, ајде јас да ја речам, инвестиција пред се почитување и нега самиот кон себе. Особено во моментот кога се најдовме во карантин, да речеме, затворени во 4 зида, кога апсолутно 100% ни беше ограничено движењето, кога наеднаш го добивме целото време на светот, прашањето ми е во колкава мера е поразително ние сега да практично, колку и да звучи грубо, не знаеме што да правиме со себе и со сопственото време. Зарем толку немаме некакви интереси, некакви потреби, кои што дефинитивно можеме да ги реализираме, па дури и ако неколку дена сме затворени во 4 зида? Ќе одговорам после на тоа, ќе се надоврзам на, Добро, на Бисера, слободно. пошто многу ме Да поттикна, заинтригира, добро. ме поттикна, да. Дали знаете, дали познавате некој кој што овие 4-5 месеци купил нов мобилен телефон? Да. Дури, јас искрено познавам дури луѓе што купиле, да речеме, повредни работи од мобилен телефон, ако е тоа Јас прашањето, имам- материјални нешта. Да. Ние свативме сега со ова дека материјалните нешта, не верувам дека некој, ако не морал, купил нова кола или купил Прада ташња или купил... Да, тоа се веќе оние крајности кои Нели? што да, во право сте, да. Истите тие дами кои што купуеле Прада или Луи Вутон на секој месец дена, сега не верувам дека купиле. Сега им недостасуваат вистинските вредности на живеењето. Музиката, уметност, театарот, нели, добра книга, добар филм. Тоа се вистинските вредности. Ово другото е Но без прашање кое- е дали е без тоа кое заради што- тоа што нема каде да ја облечат новата Прада ташна или на вистина им недостасуваат театрите. И тоа е мислам дека се поучени, дека материјалното нешто не го сочинува живот. Не ја сочинува мојата суштина. Да. Сочинува мојата надворешност, целофанот. Целофанот не е чоколадот. Нели? Целофанот е обвивката. Вистинскиот ја, вистинските вие сте тоа што е однатре и што зрачи од вас. Индиректно тоа е одговорот на ова. Да. Ако се вратиме на убавите нешта, французите викаат бозар, нели, убави уметности.
на убавите нешта, на добра книга, на музика, без оглед што јас сакам да идам на филхармонија, на опера, на балет, бидејќи доживувањето кое што тоа можам и дома да го, како утакмица да гледам дома. Друго е доживувањето кога е колективно, кога на утакмица викаме уа и кога на концерт викам браво. Да. Нели? Затоа што и вашите емоции влијаат на мене, вашето расположение влија и јас ги давам своите емоции на околината. Ми недостасува, меѓутоа затоа имам YouTube, затоа имам телевизија, затоа имам касетофон, односно систем на кој што можам да слушам музика, можам да погледам убави фотографии, можам све да направам, да се обкружам со убавина. Ако се обкружам со убавина, таа убавина се рефлектира во мене и се рефлектира од мене на околината. Да. Кои се еве Бисера тие убави работи, да речеме, кои што вие најмногу сакавте да ги правите во овој период? Јас реков, вие сте жена која што има динамична професија, истовремено сте и родител, и сте мајка. Не се сомневам дека време можеби некој пат ви недостасувало за работи што ги сакате. Сега како ги искористивте овие моменти? Кои беа позитивните страни? Еве, ајде да ги кажем. Па, позитивни работи имаше многу. Прво, си се посветив самата на себе си. Направив работи кои што од секогаш сум сакала и никогаш не сум имала време да ги направам, нити пак некогаш и храброст сум немала. Мило ми е што, например, често, цело време бевме дома сите, нели? И така имав еден период од, еве, колку 5 месеци, сватив колку моето дете порасна пред моите очи. Значи, се смени сосема, стана девојка во 4,5-5 месеци. И срекна сум што баш сега тоа се поклопи, да сум јас тој период со неја за дома цело време. Секако книгите, партитурите, YouTube со разноразни оперски представи од сите времења. Ние емитувавме во текот на мајските оперски вечери кои што ги одржавме онлайн, бидејќи нели немавме избор, и остатокот од сезоната го исполнивме со прикажување на наши представи на YouTube и се присетив, бидејќи голем дел од нив беа стари представи. Се присетив на некои колеги кои што одамна се веќе надвор од стената, се пензионери, на некои стари представи, на некои помлади ликови кои што не сме ги виделе 30 години, па сме се присетиле какви биле кога биле млади, какви сме биле ние кога сме биле помлади. Се обкружив со една група на луѓе кои што ми беа, да речам, еве, сигурни, проверени дека почитуваат мерки, дека внимаваат на себе си во кругот на семејството. И нешто што многу ми беше убаво да го правам, возев ролери скоро секој ден. И тоа ми беше баш така, кога ќе отидав на кеот сама, со слушалките во уши, нормално, некоја музика која што во моментот сум решила дека треба да ја слушам, и ќе се исклучев сосема и едно за типол 2 ќе си физичка активност и нешто што да прави свекна, во Вардар, и ќе се вратам дома со одврските за пред спиење, со детето и така. Да, пред да се вклучат камерите, јас ева тоа убаво уредно го запишав. Вие кажавте една реченица: човек е болен онолку колку што сака да биде болен или мисли дека е болен. Како би им посоветувале, еве, да речам, на луѓето? Рековте, не е целта да советувам, еве, може да зборувате од сопствено лично искуство. Како да направиме селекција на енергијата, на информациите кои што доаѓаат од спротивна страна, а апсолутно во одреден момент ние сме доволно свесни да знаеме дека нам ни влијаат негативно. Не обезхрабруваат, прават да се чувствуваме неубаво. Сепак до некаде и со нашата, како велите, акција, допринесуваме реакцијата да може да биде поинаква. Значи, да спречиме тоа што можеме да спречиме, а за нас е негативно. Многу едноставно, многу просто и многу прифатливо и разбирливо за сите кои што знаат да бираат музика на YouTube, а мислам дека нема човек кој што тоа не знае да го прави. Да, по собствен вкус, да. Ево примерот. Ако одберам
Сега оттипкам на YouTube Ед Ширан. Ќе ми го појави хитот на Ед Ширан. Веднаш после тоа следи уште еден Ед Ширан и после тоа следи истиот жанр што го свири Ед Ширан. Нели? Ако тоа продолжам да го бирам, таква фина, убава музика од тој тип, утре кој ќе го уклучам YouTube, ми ги дава истите тие што сум ги он веќе сватил. Компјутерот, машината сватила моите преференции, моите желби. Добро. Сега, ако на истиот тој компјутер му укуцам да ми свири некој реквием или некоја погребна музика, следниот ден пак ќе ми даде црна музика. Нели? Па истото е тоа со... Ако јас на мозокот мој му дадам розикави наочари, он ќе си го одбере патот према розевото, према позитивното однесување. Ако му дадам црни мисли, после една, две, три црни мисли, он отишол во црнина. Посликовито не знам да го објаснам. Да, вака како што го објаснивте, звучи како едноставна Ама равенка. тоа секој ден ни се случува. Знаете, јас од сабајле кога пијам кафе на аутото ми е ритуал, нели, имам, си пуштам на телевизорот преку YouTube, Дуа Липа, Шакира и така, и наредниот ден веќе не бирам. Или листата тече само. Сватил компјутерот што јас сакам. Така да, пак ќе речам, така звучи едноставно оваа равенка како што ја Ама така објаснивте. е, едноставно е. Го спомнавте ете утринскиот ритуал, на Бисер и дадов можност, сакам и вие да ми кажете, има ли, знаеме дека ја сакате природата, дека ги сакате животните, семејството и блиските се, разбира се, пред сето тоа и се на прво место, ама имавте ли вие некои, не знам, можеби специфични ритуали, некои нови активности или вообичаените кои што сепак ви помагаат за да бидете во добра кондиција на умот и на Јас секогаш имам ритуали и си ги почитувам, нели, почнувајќи од утринското кафе дома, кое што си го пијам исклучиво сам. Половина час, првите половина час од денот јас си ги посветувам себе си, го пијам кафето, пуштам мозок на пасење, слушам музика, гледам низ прозорецот и викам леле колку е убав денот. Ама надвор пукало сонце, паѓале камења, грми, снег, вијавица, јас викам колку е убав денот. И денот ми почува убаво. Другиот ритуал ми е утринското кафе со колегите на работа, каде што 10 минути тој ритуал, по едно кафе, кое што не е оговарање или разговарање, него е договарање. Ние се договараме за пациентите, за работата која што треба да кој што треба да направи, совети за пациентот, оваа терапија да смениме, ова треба да се оперира, овој не треба и така натаму. После, кога ќе се вратам дома, јас пак имам ритуал. Се гушкам со децата, со жената, се гушкам со кучињата, се гушкам со животните, на секого му прозборам, на секого го погалам и го помилувам, му давам љубов и ми враќа љубов. ви возвраќа со љубов. И навечер некаде после 10:30 или 11 саат седнам на интернет, гледам новости што се случило во медицината. Не гледам трачеви ово и оно, него она што се случило во медицината, нови пристапи и така. Едно од нештата кои што мораме да ги почитуваме сите е носењето на маска. И пред да се вклучат камерите со докторот, тоа го прокоментиравме. Мораме да ја носиме за да се заштитиме, но и таа ни носи многу големи промени. Ја менува комуникацијата помеѓу нас луѓето, отежнато ни е да ги прочитаме нивните емоции практично. Особено е тешко кога некого прв пат го гледаме и практично само од неговите очи можеме да прочитаме она што ни интересира или она што тој сака ние да го знаеме за него.
лично вам ви пречи ли од тој аспект што мораме да ја носиме маската или не ви е толку голема препрека за да Секако дека ми комуницирате пречи, со мислам дека ретко на кого не му пречи, освен на тие што се навикнати да ја носат. Меѓутоа, Пола живот носа маска. сигурно. Нас ни пречи, меѓутоа сега, нели, како што рековме, мора да се прилагодиме. Мене ми пречи тоа што јас и пред тоа сметав дека многу голем дел од луѓето веќе носеа маски на своите лица. И така некогаш кога ќе се случи некому да му падне маската и да се разочарате од него, Да. нели, дополнително ве поразува тоа и сега уште и маската на ликот фалеше, меѓутоа добро се тоа се некои екстремни случаи. Олеснителна околност е што во Националната опера и балет ние изработивме преубави маски. Нашиот раководител на костимографското оделение Марија Попучевска ни изработи на сите маски кои што се од природни материјали и дизајнирани се во убави бои, така малку ни се олесни, да речем, така уметнички маски добивме денес, не? Меѓутоа, да, ми пречи, морам да бидам искрена. Не би ја носел. Ја носам редовно, не излегувам без неја, почитувам се, меѓутоа едва чекам да заврши и да ја фрлам. Да, на долг рок, што би значило ова за сите нас, пак ќе кажам, некому му создава дури страв и тешко му е, буквално му е тешко да комуницира со останатите заради маската на лицето. Мене маската не ми пречи, Вие сте бидејќи навикнат. по 8-9 часа дневно носам маска. Не ми пречи ни во комуникацијата, бидејќи инструментарките и колегите работиме како тим, сме навикнале да не зборуваме, него со поглед Да се разбираме, уиграни сме, нели? Се знае кој инструмент кога што треба. Навикнат сум од престојот во арапскиот свет и во далечна Азија да жените бидат завиткани и им се гледаат само очите. Прв пат се судрив со тоа уште како студент во Алжир, далечна 67-8 година, кога со колегите таму, студенти по медицина, гледам бркаат една девојка, другата не ја закачаат, а се гледаат само очите. Викам, како знаете која е што е? Па по изразот на очите и по чевлите. По чевлите ги препознаваат. Луѓето се навикнале и Така, да. тоа го сватиле навика. као... Да, све е Се е навика. навика. Повеќе ми пречи онаа невидливата маска што луѓето ја ставаат, нели? Сакајќи да се продаде нешто, да се продаде како нешто што не е. Тоа ми смета. А Да. иначе оваа маска ќе се привикнеме. Јас се надам дека не баш така брзо, али ќе се ослободиме од неја. Да, сите посакуваме да дојде тој момент. До Како тогаш... да се ослободиме од другава маска е прашањето. Е, тоа е веќе малку потешко прашање. Пошто не можете да се ослободите од тие, заобиколете ги. Да, така е. Да. Се надевам дека да даваме одговор на интересни прашања кои што ги интересираат сите оние кои што не следат. Јас се разбира, имам уште прашања за моите денешни гости, ќе разговараме онолку колку што ќе ни дозволи времето, но тука е време за една кратка пауза, да ги погледнеме рекламите, а потоа се враќаме и го заокружуваме овој наш денешен разговор. Еве сме повторно назад во студиото и во ова денешно издание мене ми е чест што заедно со моите гости, професорот доктор Јовица Угриновски и маестра Бисера Чадловска, разговараме за состојбата на нашиот ум и нашиот дух и начините на кои што ние самите со сопствените постапки и одговорност можеме да допринесеме да ни бидат во позитивна кондиција и покрај тоа што фактите велат дека сега сме во една нова и поинаква реалност на која што веројатно пред се ни е потребно време за да се прилагодиме, меѓутоа дисциплината е важна и зависи, пак ќе кажам, од секој од нас колку ќе се придржува до новите правила, како ќе ги прифати и според тоа каков ќе му биде квалитетот на секојдневието. Она што следно сакам да ве прашам, технологијата ја споменавме и почнавме да зборуваме на тема маски пред да направиме кратка пауза. Технологијата оди енормно брзо напред, меѓутоа ако еве реално погледнеме на назад и помислиме, нели останува фактот дека
дека впечатокот е на духовно ниво, некако човекот како да не е многу напреднат многу долг временски период. Зошто тоа ни се случува? Човечкиот организам по природата, по биологијата, по она што ни го дала природата или Бог, ако сакате, може да се движи со 3 километри на час. Нели, се друго е вештачко придвижување. Гепардот трча со 60 километри на час. Човекот оди со 3 километри на час. Сега, ако технологијата трча пред мене, јас ќе заостанувам зад нејзе. Јас можам да прифатам и прифаќам мобилни телефони, интернет и така, тоа е неминовност. Меѓутим, од една страна, од друга страна, тоа ме затупува. Колку телефонски броеви вие памтите на памет? Сега морам да бидам искрена, многу е мала бројката. Може би 2 или 3, да речеме, искрено. Порано сум памтел 30 телефонски броеви. Ќе прашам некој од пријателите, нели? Кој е главен град на Доминикана? Чекај. Да. Санто Доминго. Студија една америчка покажува дека колективната интелигенција, не зборам за индивидуалната, него колективната интелигенција на човештвото у последната деценија е намалена. Тоа е све благодарение на тоа што човекот иде на полесен начин, нели? Зашто сега да памтам кој е главен град на Доминикана, кога го имам во джепот, ќе си прашам Google и така Google и така натаму, да. За жал, односот кон убавите нешта е сменет. Човекот е веќе станат материјалиста, него го интересира материјалниот свет. Духовното е потиснато. Нели, духовните вредности, кога кажам духовно, не мислам на религија или мада и тоа има влијание, ако ја прифатите како филозофија, а не како догма, меѓутоа духовните вредности се потиснати у втор план. Директното влијание на социјалните мрежи, сега сакам да го прокоментираме, вие практично пред мене со коментарот за маските ја зачнавте таа тема. Социјалните мрежи се место каде што голем дел од нас потполно свесно, ама има и такви кои што несвесно се во трка со создавање некаква слика за себе. Понекој пат таа слика ни лично не ни се допаѓа, но важно е да му се допаѓа на поширокиот аудиториум, на јавноста, па важно е како тие сето тоа ќе го примат и визуализираат. И тука, на тој пат ден по ден, тотално забораваме кои на вистина ние сме, па дури кои на вистина сакаме да бидеме. Колку тоа учествува во целиот овој процес на маски кој што сега вие го споменавте? Апсолутно учествува, не само што учествува, туку го диктира ставањето на маската на вашето лице. Значи, луѓето се до толку станати материјалисти што се во состојба се да направат за да се приближат некому, да добијат тоа што им треба и после тоа да речеме да не го познаваат. Пред да почне емисијава, нели зборувавме и за злобните луѓе. Значи, тоа исто така сметам дека влијае. Тие социјални мрежи многу влијаат. Посебно се храни таа злоба. Дека нечива идеја се раѓа во неговиот мозок со намера да направи нешто кое што ќе биде само во негова корист, ти ќе направиш нешто добро за него, меѓутоа после тоа нема да те познаваат, нели? Или има и екстремни случаи каде што ќе ти наштетат. Или ќе ти наштетат. Значи, социјалните мрежи мислам дека директно го контролираат тоа и влијаат многу силно. Посебно на луѓето со таков ментален склоп и со такви задни намери, со таква, како да кажам, со такво воспитување или такво обкружување. Исто така мене ми се, искрено ви кажам, најхит, морам така да се изразам, така наречените инфлуенсери.
Добро. Што тоа значи инфлуенсер? Да влијаеш на нешто, да влијаеш некому, да влијаеш на одредена маса на луѓе. Меѓутоа, на кој начин да влијаеш? Да влијаеш на овој народ кој што е, да речеме, доста сиромашен, дека треба да носи прада ташна? Секој, значи, што е влијанието? Вие не влијаете на населението дека треба духовно да порасне, да се едуцира, да се развие неговата свест. Кон екологијата исто нешто што претходно го зборувавме, него сега најглавните фации, пак морам така да се изразам, во нашево општество се инфлуенсерите кои што влијаат на сосема погрешни и непотребни работи. Да, тоа Да сме особено... ние некоја нација која што не знам, еве, заработува 5000 Да речеме со стабилна или јака евра економија. Да. месечно или не знам какви Ама неки чак и пари. да сме И богата да нација, сме. не ни е потребно. Да. Ама еве посебно заради тоа што не сме. Што е тоа што кои се тие луѓе и со што тие влијаат во општеството? Какви инфлуенсери се тие? Дека Еве- имаат чевли од 5000 евра и сега мора тоа да се рекламира за сите да го видиме за да сакаме и ние. И влијанието е тоа. Тоа не е никакво влијание. Очигледно дека за таквите нешта е многу полесно, како да кажам, масата или пошироката јавност да ги прими како нормални или соодветни, а од друга страна излегува дека ние тешко една основна работа да направиме, да речеме да носиме маска. Сега е тоа актуелно, затоа го давам тој пример. Сега збориме за нематеријалниве маски, него за другите маски, да не бидеме погрешно разбрани. Сакам еден конкретен пример околу таа да речеме лажна слика и нашата обседнатост, се извинувам со неа. Вие кажавте една лична случка каде што ја сакате природата, реков, каде што одите на една прошетка, да речеме на некоја убава локација или дестинација. Ако да речеме отвориме социјални мрежи, сега периодов сме и позатворени, сите ние шетаме и одиме на убави дестинации и локации, тоа не значи дека прво дека искрено ја сакаме природата, пак и тоа се докажува на соодветни начини. Често се однесуваме најнесоодветно према неа, ама на социјалните мрежи ќе се најде некоја слика дека јас сум во планина и е тука многу убаво. Нели тоа е една површност која што Бисера подобро ќе ви каже. 50% од луѓето кои што одат на концерти поима немаат, нити Зошто сакаат, воопшто тоа го прават. нити ја ценат музиката. 50% од тие што идат на балет спијат. Реалноста е таја. Меѓутоа, битно е да се покажам. И ако не се сликам исто како да не сум бил. Да. Сега за сликањето, зошто? Ако јас сум фрустриран со мојата празнина, со празнината на мојот живот, немам ништо. Ништо не сум направил, ништо не сум доживеал, ништо не сум прочитал, не сум бил на концерт, со што ќе ја пополнам таа празнина? Светот не трпи вакуум, не трпи празнини. Значи, за да си дадам назначење на тоа, еве кој сум, да дадам, да ставам маска, нели, позитивна на лицето, јас изутрина у хотел ќе го сликам доручекот печени ракчиња и ќе го ставам на Инстаграм. Еве кој сум. Нели? Ќе Ама носам нема да се Прада. сликам кога ќе јадам лепи путер дома. Да. Само ракчињата ќе ги сликам. Нели? Значи, ја пополнувам празнината на мојот живот. На тоа се базира и успехот на сериите. Погледајте ги турските серии, нема човек кој што не ги гледа. Ако направите пресек од 5-6 турски серии у моментот се даваат, сите се исти. За мене се сите исти. Жената се кара, мужот вика, едниот зима пиштол, другиот се брани. Потпуно исти. Меѓутим, нешто се случува. И сега јас ќе се идентифицирам со некој од тие ликови и го доживувам тоа што ликот, што представува ликот, бидејќи јас сум никој и ништо. Морам да ве прашам пак ќе кажам со оглед на вашата професија, пред се многу ја сакате самиот, а тоа се докажува нели со успешноста со која што си ја работите работата. Никој од нас не може да биде без грешка, нели 100%.
Во овој период кога јас споменав, имаме и луѓе кои што можеби ќе се најдат во состојба на депресија, можеби се тотално неинформирани, можеби се погрешно информирани. И сето тоа предизвикува некоја реакција, некаков напад од немоќ како да се справиме со ситуацијата. Тука лекарската фила е, да речеме, директно засегната затоа што вие секојдневно сте во допир со вашите пациенти, а секој од нив доаѓа во некаква собствена состојба. Како со сето тоа се справувате? Со тоа се справувале и претходно, меѓутоа сега пандемијата е товар плюс, да речем. Кај мене во амбуланта обично доваѓаат оние кои што имаат објективни проблеми, нели, не да Боже, тумор или тако дали. Меѓутоа, се повеќе е бројот на луѓе кои што ништо не им фали. Они се потполно здрави, а не се здрави. Физички се здрави, не се здрави, не се луди, да се разбереме. Меѓутоа, нешто им фали. Го боли десното рамо кога прави вака, па после тоа ќе ми опише дека малиот прст на левата нога му трне кој ќе облече тесни кондури, па ово. Измислува проблеми. Зошто? На што е тоа последица, да? И депресијата, нели? Поврзано со тоа, и затоа што е тоа првиот чекор кон депресија. Он сега ќе си пресликува, јас сум болен, па не сум способен за ова и тако дале, и навлага во психијатриски води, би рекол. Мозокот е формиран да работи надвор. Очите се поставени, не случајно Господ ги ставил очите овде. И не случајно ги свртел надвор, кон светот, не внатре. Ако јас ги запослам очите, ги вработам да гледаат надвор, да гледаат убава ружа, да гледаат цвеќе, да гледаат природа, тие ќе бидат вработени, запослени. Ако не им го пружам тоа, сакале или не сакале, тие ќе се свртат внатре. Мозокот ќе се сврти внатре, ќе се сврти кон мене и ќе почне да измислува проблеми, бидејќи ме посматра мене место да ве посматрам вас. Тоа е простото објаснување. Нели, за да може секој да го свати. Можда не е многу медицински, али суштината е таа. Сосема е, и јас би рекла соодветно за да не разберат сите оние кои што го следат разговорот. Еве повторно да се надоврземе. Рековме промените во вашата професија се големи. Рековте се надеваме и сакаме да се вратиме на сцената, па како еве вие ги насочувате вашите очи да ги гледаат убавите работи, значи апсолутно доколку гледаме само негативно и црно пред нас, тогаш е многу потешко, ама има ли нешто што константно ве мотивира, верувате ли длабоко во себе на вистина дека за даден временски период ќе можеме многу подобро и полесно да функционираме, тоа за нас подобро е веројатно да биде барем блиску до она старото, бидејќи во тоа се чувствувавме комфорни, нели? Па мислам дека ќе мораме сите да се потрудиме да функционираме нормално. Сепак не мислам дека сега светов буквално ќе застане и нема никогаш да профункционира. Ќе мора да се најде некакво решение. Тоа што мене ме мотивира е мојот собствен личен мир, кој што сум решила дека морам да го задржам. Не дозволувам едноставно паметот да ми отиде на неубави нешто, на негативни работи. Се што правам за да можам својот мир да го задржам, да го заштитам, мирот на моето дете, например. Не сум од оние што панично сега го третираат целава ситуација. Почитувам се што треба да се почитува, меѓутоа има луѓе кои што се цел ден со спреат во раце. Цел ден. И се прскаат на 3 секунди. И јас дури почнав да ги прашувам, добро, седиме тука 15 минути истите луѓе, од кого се прскаш сега? Само од себе ли? Па, ете доказано што тоа не го правам, некако сум веројатно природно така настроена, може да. Тоа е мојата природа, едноставно не доживувам вакви ситуации премногу панично. Што можам си правам, имаме семено една мала
кукичка во Галичник која што редовно ја посетувам и таму ми е мирот кога ќе излезам на таа тераса, таа природна. Мојата куќа е последната во долот што е пред мене, има една огромна планина пред мене со неверојатно зеленило и тука седнувам на тераса со детето, се исклучувам кафе, успевате да не ја- знам, храна, некој пријател. Така да, ете, тие работи што сите веројатно ги прават, нешто специјално не можам да правам, никој не може сега, меѓутоа битно е да си го задржиме паметот на место. Да, сакав да ве прашам поврзано директно со вашата професија, како ги доживеавте снимките, каде што гледавме да речеме онлайн некакви оркестарски и хорски изведби, тоа беа нели обиди не само на домашни музичари, туку и на музичари од светот, баш и еминентни имиња и диригенти тоа Да. го направија. Гледате на нив позитивно или негативно со оглед на тоа што пак ќе кажам диригентот дома човек нема никаква логика да биде. Нема логика. Немам некое мислење, не гледам негативно, меѓутоа дека нешто посебно ми се допадна, не ми се допадна многу. Јас еве на пример не го направив никогаш. Не ја гледам драшта во целото тоа. Од дома јас сега да се снимам со камера, прво не сакам да не поднесувам камери, вака извинете. Да, добро, не се чувствувате Да, пријатно не и се удобно? чувствувам едноставно удобно. Мене работата ми е свртена со грб кон публиката и мене камерата грбот ми го фаќа, друго мене ништо од тоа позади мене не ме интересира и не сакам да сум во центар на вниманието. Затоа сум доле во дупка оркестарска, каде што не се гледам, убаво ми е таму. Не го направив тоа никогаш, не сметав дека треба да го правам, не ми се допадна посебно. Сега јас да стојам пред камерата дома на лаптопот и да мафтам во празно, демек нешто диригирам, тоа ми е... Да, не се чувствувавте едноставно да, природно а тоа се друго тоа го претходно направите. снимено, па нешто као, не знам, вештачки ми беше, Да. не се пронајдов. Концептот во секој случај е поинаков. Инаку беше окей, Да. вака мислам беше потребно да се случи да не се заборави музиката, за да еве некаков нов начин за некакво Може музицирање. би гест од сите тие луѓе кои што тие се вистински влијателни Да. и се нели луѓе кои што Да, јавноста ги следи, ги цени, ги почитува, па тоа Секако може би е гест подобро, на да, подобро него ли тоа што претходно го зборувавме за инфлуенсерите. Ова е барем некаков начин да се Да. изврши некакво влијание, ете, да се популаризира таа класична музика до одреден степен. Па еве можеби некој што виси цел ден на компјутер, па ќе налета на нешто такво И на ќе таква се содржина. заинтересира. Да. Од таа страна позитивно во секој случај, меѓутоа дека нешто се воодушевив многу, не толку. Не сакам апсолутно негативности да имаме во рамки на овој разговор, во смисла сметам дека Од навистина мене не убаво, барајте да, негативности. убаво Тоа- се развива. Не сакам да ги споменам сепак и оние луѓе, не можеме да замижиме дека постојат, нели, кои што можеби се наоѓаат во навистина отежнати услови за живот од икс причини. Дали е тоа да речеме во рамки на некое на семејството, односно семејни проблеми, дали можеби по некој пат знае да биде тешка финансиска состојба, еве би се спомена куќи и викендички и така натаму, меѓутоа некој тоа можеби го нема, нели? Нема каде да избега од градот или од станот во кој што живее. Можеби во моментот не знам, нема милениче, можеби блиските се зафатени и немаат време и така натаму. Нели сите гледаме можеби сликата од наш агол на перцепција, но некаде таму постои сигурно некој кој што реално има проблем да се избори, да биде сам со себе и да си го подобри секојдневието. Треба да разликуваме многу мал број на луѓе кои што стварно, реално имаат проблеми, Да. тоа е многу мал број на луѓе, и огромен број на луѓе кои што имаат оправдание во некој јас би отишол таму, ама немам викендица у Галичник. Тоа е оправдание. Нели, Галичник е тамо. Имал или немал викендица, Галичник е тамо. На саат и пол од Скопје. Да. Ќе отидеш и ќе се вратиш за еден Нели, ден. водно е тука. То се голем процент на луѓе кои што бараат оправдание. Да му дадеш викендица у Галичник, нема да ја Можеби користи, нема да ја посети. гарантирам нема да посети. Нели, то се тие луѓе кои што нешто им недостасува за да, односно, тражат оправдание за она што не го прават. Јас би читал, ама немам книга. Нели, немам пари да купам книга, а за членување у библиотека Браќа Миладиновци е 20 денари годишна чланарина. Нели, то се само оправдување. Да.
тие кои што сакаат да идат, еве, ќе им дадам еден многу добар рецепт. Кои што сакаат да одат на планина и да останат безбедни, да си го испразнат умот и да уживаат во природата, нека се зачанат во планинарско друштво. Секој град во државава има барем еден планинарски клуб. И она што ме радува, сте чуле некој планинар да е оболен од ковид? Па, искрено и јас како председател на федерацијата до мене не дошол ниеден извештај. 20.000 планинари, ниеден инфициран. Зошто? Затоа што добија писмо со препорака како треба да се однесуваат. Мимо протоколот кој што е даден од Комисијата за здравство, ние направивме наш внатрешен протокол. И планинарите го почитуваат. Иако се на отворено, они не одат повеќе од 5 души, па други 5 души, па други 5 души, не се собираат, не пијат вода од иста флаша и така натаму. Сакам да го завршиме разговорот, еве на убава тема љубов. Како некој непишано правило важи дека ако не си способен да ја чувствуваш, да дадеш или да примиш љубов, тогаш веројатно животот ти е промашен. Дали сметате дека љубовта и кон себе, и кон останатите, и кон се што не обкружува и се што правиме, може сериозно да допринесе да, ајде така да се изразам, да се извлечеме побезболно од ситуацијава во која што ваква каква што е не сакаме да се наоѓаме и не ни е удобно да се наоѓаме? Единствениот рецепт со кој што полесно можеме да пребродиме оваа, се надевам, привремена криза е љубовта. Единствениот рецепт. Ако дадеме, би се ракажа, нели, во целава оваа негативна ситуација има позитивно. Се дружила со ќерка и ја гледала како расте, имала време да пие кафе и така дали. Сето тоа захтева љубов, бара љубов. Ако дадете љубов, па чак и на врапче, пробајте едно врапче 3 дена да му зборувате тоа што ви слетува на прозорот. Направите експеримент. 3 дена зборувајте му и фрлите му по 2-3 трошки. 4тиот ден оно ќе ви се наврти и ќе ви зборува, ќе ви пее. Значи, љубовта почува со давање љубов. А после ќе ви се возврати. А ние викаме, сакајме, дај ми љубов. Не може. Прво треба да дадеш, па да добиеш. Тоа така не оди. Еве, Бисера, финално ќе ги слушнеме вашите зборови. Тоа и сакав да прашам, знаеме да имаме изговорот зошто некого би го сакал или би го почитувал или кон него би се однесувал убаво ако од другата страна не е така. Еве, финално и вашиот став. Затоа што став. прво се сакаме себе си и со тоа што се сакаме себе си знаеме дека кога ќе ја дадеме таа љубов би требало да ни се возврати во најголемиот. Очекуваме тоа. Очекуваме. И не треба можеби да очекуваме. Не сме ние тие што одлучуваме дали ќе ни биде возвратено или не. Но сепак љубовта кон себе и кон нашето обкружување, кон нашето семејство, кон домот во кој што живееме, кон ситните работи, кон некои мали задоволства кои што, ете, како што реков, сме ги земале здраво за готово во минатото, мислам дека многу може да не спаси од така наречените депресии во овие ситуации. Не знам, јас не го доживеав премногу трагично, мене ми е навистина само криво за нашата работа. Меѓутоа дека нешто сега ќе паѓам во депресии и дека ќе морам да пијам не знам какви терапии за тоа нема да си го дозволам, прво не го чувствувам така. Да. Ви благодарам многу и на двајцата, искрено ми беше многу голема чест што дојдовте, прифативте да бидете мои гости и сум среќна и задоволна од сето она што го споделивте во рамки на овој разговор. Се разбира, ќе ви посакам, како и на сите мои гости пред се вие и вашите најблиски да бидете во добро здравје, да ги почитуваме правилата и нели да се надеваме дека ни следи подобро утре, но и да работиме за да биде така. Благодариме што не поканивте. Ви благодарам многу уште еднаш, а се разбира благодарност и до нашите гледачи за тоа што и овој пат со внимание го следеа и ова издание на емисијата Добар ден. Реков, се надевам дека и за вас беше убаво и важно да го проследите разговорот, а ако е така се гледаме веќе и во следното издание. Уште еднаш ви благодарам за вниманието и довидување.